Протестот на кумановци кои што изминатите години работеле во американските бази во Ирак и Авганистан продолжи и денеска пред зградата на Управата за јавни приходи. Во очекување се на официјален одговор од директорката на УЈП Елена Петрова, дали ќе биде прифатена поканата за средба во Куманово, на која би се разговарало за решавање на проблемот. Засегнатите граѓани кои што периодов добиле решенија за ретроактивно оданочување вела дека не се против плаќање на данок, но се против присилна наплата, против селективно толкување на законите и против одбивање на доказите кои што уредно ги доставиле до Управата за јавни приходи. Воедно се заблагодарија на градоначалникот Максим Димитриевски што посредувал во комуникацијата со директорката на Управата. Протестот е поддржан и од нивни колеги од Скопје, Тетово и останати градови. Во Куманово протестот ќе продолжи в понеделник пред зградата на општината во периодот од 14 до 16 часот, а во вторник и в петок кумановци ќе ги поддржат протестите во Тетово. Сакаме јасно и гласно да нагласиме. Ние не сме политички, ни партиски настроени, ниту политизирани. Нашата борба не е против никого, туку против правда. Бараме поддршка од секој човек кој смета дека сме во право, без разлика на политичката, етничката или било каква друга припадност. Посебна благодарност упатуваме до градоначалникот на Куманово, кој јавно се обрати пред Советот и изјави дека ќе помогне во решавање на овој проблем. Му заблагодаруваме за средбата што ни ја подсреди со директорката на Управа на јавни приходи. Ние уредно ја поканивме директорката со писмена достава и во моментот очекуваме нејзин официјален одговор за одржување на таа средба. Сакаме да ви информираме дека таа средба ја планираме да ја направиме да се одржи во големата сала на комитет и на неја ќе бидат присутни сите засегнати граѓани од Куманово и од другите градови, а ќе бидат поканети и градоначалникот и вас медиумите. Очекуваме таа средба да биде јавна и на неја директорката јасно и транспарентно да ги изнесе своите ставови пред граѓаните. Вчера до Совет на општина Куманово беше доставено писмено барање од наша страна за нашиот проблем со Управата за јавни приходи. Беше побарано да се стави точка на дневен ред, затоа што ние сме дел од овој град, ние сме граѓани кои го избрале тој Совет и имаме право нашиот проблем да се дискутира институционално. Благодарност до Советот што ја отвори расправата и јавно беше кажано дека таа точка нема да се стави на дневниот ред. Благодарност до советниците кои ни дадоа поддршка. Во исто време мора да изразиме големо разочарување од дел од советниците кои не гласа за таа точка да се стави на дневен ред, а истите тие советници беа изгласани од страна на нас и на граѓаните на Куманово. Морам да нагласам дека ова не се ефтини политички поени, како што и самите советници го кажаа тоа. Нашата борба ќе продолжи се додека проблемот не се реши. И уште еднаш јасно потенцираме. Ние не сме против плаќање на данок. Ние сме против присилна наплата, против селективно толкување на закони и против одбивање на доказите кои уредно ги доставуваме. Бараме фер однос и закон за сите. Значи да знаете дека има поддршка исто од Тетово, од тетевчаните, за сите сме интересирани да биде законот, ма да биде регуларно за исти, не за арбитрарен закон. Значи ние ќе продолжиме со протестот доколку има управа за сите граѓани. Значи ние сме плаќал такса и не може да плаќам 2 пати, 3 пати да продолжиме така. Значи ние не сме против законот, ма треба да се респектира законот и понатаму за сите граѓани.